Поинтензивна соработка во повеќе стратешки сектори како транспортот, енергетиката, индустријата, производството, здравството, образованието, јавната безбедност, цивилната заштита, одбраната, кибербезбедност и управувањето со границите предвидува стратешкиот договор што беше потпишан денеска во Охрид меѓу премиерот Христијан Мицкоски и неговиот хрватски колега Андреј Пленковиќ, кој е во посета на Македонија. Беше потпишан и договор за соработка меѓу Министерството за енергетика и Хрватското Министерство за економија. За премиерот денешниот договор е повеќе од дипломатски акт, тој е рамка за суштинско партнерство во повеќе области што се од големо значење за двете држави. На пресконференцијата по потпишувањето на договорите Мицкоски и Пленковиќ истакнаа дека со нив се продлабочуваат и онака добрите и пријателски односи меѓу двете земји. Хрватска, која исто така е дел од НАТО, како и земја членка на ЕУ, останува еден од главните партнери во евроинтеграцијскиот процес на Македонија. Што се однесува на европскиот пат кон членство, на Северна Македонија, Хрватска тука е силен преговарач, конзистентен и ве поддржуваме од првиот ден на некој начин. Јас се сеќавам на тие моменти 2000 години кога Хрватска направи чекор. Беше за вас, но сега ние сме членови и нема за оваа ситуација која е неправедна и која бара тие процеси да се одблокираат и да се направат клучни чекори за членство. Ќе настојуваме да ви помогнеме. Една од тие средби отиват во Црна Гора на состанокот меѓу членките на Европската Унија и земјите на Западен Балкан, југоисток и на Европа, и верувам дека заеднички ќе можеме тие процеси да ги одблокираме. Мицкоски пак го повтори ставот дека наша стратешка цел е членството во ЕУ, но не по секоја цена. Нашето интегрирање во рамките на Европската Унија се претвори во билатерализација на тој процес. Нашата стратегија како влада е сосема поинаква. Ние ќе се фокусираме на испораката дома и на реформите дома, кои што се дел од планот за раст и реформската агенда. И тука, во јануарскиот извештај од страна на Европската комисија, ние сме вистинските фронтранери. Бидејќи најголемиот дел од средствата кои што Европската комисија ги дава на земјите, кои што се дел од Западниот Балкан 6 групата, ќе бидат исплатени кон нашиот буџет, односно кон нашата влада. Втора е Албанија, па дури трета е Црна Гора, и очекуваме оваа динамика да биде и со следниот полугодишен извештај кој што завршува 6 месец, односно јуни месец. Така што нашата стратегија е да ги завршиме реформите дома, бидејќи тие ни требаат нас. Зборувам како општество и како држава. Одржана и средба на министрите за транспорт, при што министерот Николовски му се заблагодарил на хрватскиот колега за поддршката во решавањето на проблемот со престојот на транспортните превозници во ЕУ. Пленковиќ во Македонија пристигна во придружба на повеќе бизнисмени кои ќе имаат средби со македонски стопанственици. Присутни се и бизнисмени од одбранбениот сектор, особено од компании кои што се највлијателни во Хрватска и кои што произведуваат дронови, роботски возила и оружје. Се очекува да бидат потпишани и договори за соработка во областа на одбраната. За Телма од Охрид се јави Далиборка Демјанска.